Целта на нашата средба со мојот соработник Ден е постепенно да ја ојачуваме работата на членството, а посебно на сите оние кои што се во раководните тела. И таквата моја цел ќе биде постигната, бидејќи при посетата веќе видов една сериозност на членството и една уиграна тематика која што се движи во правец на добрината што треба да ја носи во себе организацијата, односно Комитетот на партијата ВМРО-ДПМН. И нашиот совет на ВМРО-ДПМН исто така ги носе тие карактери и тие навики за да можат да допринесат за подобро и посреќно самостојно живење, а од друга страна и поправање на работата на организацијата, на партијата, бидејќи се мисли дека преку таквата соработка, преку таквото разбирање, ќе се допринесе да биде и подобро живењето на народот. Вие како ветерани на ВМРО-ДПМН, на помладите генерации, кои препораки, кои совети им ги давате? Да си ја сакат татковината, да бидат смели, храбри, да не навлегуваат во туѓи навици, во туѓи идеи, да не подклекнуваат на нешто што ќе може да нас штеди за нив и што ќе може да ги уништи нивните храбри дела. Сите да ги водат кон еден пропас. Таквото нешто треба да биде основна поента за спротивставување на таквите цели. Дали ќе продолжите со овие состаноци во другите комитети? Обавезно. Обавезно. Ние денеска веќе прв пат го држаме во Прилеп, затоа што јас се сеќавам уште 90-та година, кога го одржавме првото основачко собрание на партијата ВМРО-ДПМН, беше целта да тие луѓе ги поддржат сите тие идеали што ги ние проповедавме. При одржувањето на дневниот ред што беше, кој дневен ред беше распореден така што Змејковски Бора, например, го читаше прокламацијата на организацијата, и јас ја зборував историската големина, растење и учеството на многумина македонци во деловите на организацијата, заради тоа што сите се бореа, сите се залагаа да си ја ослободат својата татковина. Тоа нешто беше таговно, па дури и болно, бидејќи многу од тие луѓе ги оставија животите по планините, по долините и така натаму, но Македонија си се осамостои и си го проживеа малку до малку или повеќе од повеќе животот ослободен. Јас денеска сум посебно горд и задоволен што еве за прв пат Унијата на ветерани, или сега како што се вика Совет на ветерани, доби преседател за прв пат во историјата на ВМРО-ДПМН и сум горд што еве Прилеп е одбран како прв град највамаровски и е посетен од преседателот на Советот на ветерани и од генералниот секретар. Инаку сакам да кажам дека Унијата на ветерани во Прилеп 7 години работи макотрпно, безпрекорно и ми се чини, не да се фалам, дека сме најорганизирана Унија на ветерани на ниво на Република Македонија. Сега, со назначувањето на господинот Ѓорѓи Досев за председател на Советот, че работиме уште повеќе и че нема префрлајна дека Унијава е
нелегитимна или легитимна. Од денеска е легитимна 100%.